Македонија го избра својот представник за јуниорскиот Евросонг 2026 година. Ана Стојановска ќе представува нашата земја на големата детска евровизиска сцена, која годинава ќе се одржи на 24 октомври во Валета, Малта. Ана беше избрана на аудицијата за избор на представник, каде жири комисијата едногласно ја донесе одлуката таа да биде македонскиот представник. Едногласна одлука беше донесена и на конкурсот за избор на композиција, каде беше избрана песната на композиторот Николче Мицевски, со која Ана ќе настапи на јуниорскиот Евросонг 2026. Вечерва во Дневникот ги поздравуваме Ана Стојановска и композиторот Николче Мицевски, кои ќе ни откријат дел од приказната што ја носи македонската евровизиска песна годинава. Добро вечер и до двајцата. Добро вечер. Благодарам за поканата. Благодарам и вас што дојдовте. Ана, најпрво честитки до тебе. Како се чувствуваш сега кога официјално знаеш дека токму ти ќе ја представуваш Македонија на јуниорскиот Евросонг? Ви благодарам, се чувствувам многу радосно, искрено не очекував. Бев појдена како за искуство, така да видам како е. Многу радосно, возбудено и си ги мислам така подготовките во глава. Николче, честитки до вас. Вашата композиција едногласно е избрана на конкурсот. Што значи ова признание за вас? Па добро, мислам, генерално сум имал вака желба и одамна да имаме на композиција која ќе представува Македонија на Евросонг. Било тоа детски, било нели за големи, затоа што стандардите, критериумите горе-долу се исти кои се бараат и одговорноста е подеднакво иста. Така да го сметам за една навистина голема работа и сум возбуден, можеби повеќе од Ана. И се надевам и дека секој кој ќе ја чуе песната ќе му се допадне и дека ќе се представиме во најдобро светло што може. Ана, каков беше моментот, како се чувствуваше ти кога ти соопштија дека си избрана да представуваш Македонија на јуниорскиот Евросонг? Која беше твојата прва реакција? Па беше многу возбудливо, да речам. На мајка ми се јавија на телефон и заминав горе на другиот спрат, зашто не можев да викам. Пискав дома, трчав, многу бев срекна, премногу, зашто ми се оствари мојот сон. Николче, што беше главната инспирација за композицијата? Кога размислував генерално вака за музика, каква во кој правец би се движел, нормално направив анализа од претходните години, не само на нашите представници, него општо и сите представници на другите држави. Гледав да имаме нешто каде што ќе нормално ќе го представиме тоа едно наше македонско во еден на еден подискретен начин нормално. Значи, кога ќе се чуе песната, да се знае дека е македонска песна, при тоа нормално спакована современо според сите светски трендови, би рекол, музика која што е актуелна и која што е тренд во светот. И генерално гледав да направам некоја таква комбинација. Инаку го поздравувам текстописецот на песната, Илчо Нечовски или Илчо Дупер, членот на бендот Дупер. Од оправдани причини не можеше вечерва да биде со нас. Денови работи албум и е многу зафатен. Направи одличен текст, преубав текст. Сега не би го откривале нормално текстот, ќе држиме јавноста вака уште малку во исчекување за кога ќе ја представиме песната да се представи така како што треба. Исто и со него имавме доста разговори как би се движало, што е најдобро да се пишува, затоа што нормално се е важно и музика, и аранжман, и текст, и продукција, апсолутно тоа се сите подеднакво важни делови за една композиција, како и изведувачот. Ана ја пратам од неодамна на една друга аудиција која беше и настапи
И не само мене, него и фамилиарно и на моите керки, на сопругата ни беше омилена и ја обожаваме од првиот пат кога ја видовме. И многу сум среќен што баш неа ја избраја и сигурен сум дека песната ќе ја донесе на најдобар начин што може. Колку е важно песната да биде современа, но истовремено да носи емоција и порака? Емоцијата е секогаш најважна. Емоцијата е секогаш најважна и пораката која носи. И баш мислам дека ние имаме комбинација на емотивна и песна и една многу убава порака и тема која сметаме многу оригинална и досега не искористена. Така да, значи, запазивме од се по нешто да сме трендовски, да сме македонски, да имаме емоција, да имаме порака на песната. Ана, каква е песната што ќе настапиш на детската Евровизија? Како ти ја чувствуваш кога ја пееш? Песната е многу убава, носи многу убава порака за сите деца што слушаат. Кога ја слушнав првпат се воодушевив, баш така си ја замислував, како мешано има забавни делови и многу добра порака, навистина поучна. Добра, Ана, мислам дека и денес или вчера ја слушна првпат. Денеска. И треба малку време да ја испроцесира, да ја работиме, да ја вежбаме, меѓутоа првите импресии ми ги кажа дека биле супер, што е нормално, многу важно, затоа што таа е таа која ќе ја представи, таа е таа која ќе застане на таа голема сцена. Така, на сето ова и претходечен или и аудицијата, што ти беше најголемиот предизвик? Најголемиот предизвик ми беше да застанам без трема. Тоа го вежбам веќе неколку години, одам на надпревари, настапи така. Но на аудицијата, да речам, немав премногу трема и мислам дека супер си поминав. Николче, што може Македонија да очекува годинава од настапот на детската Евровизија, емоција, енергија, порака? Да, во секој случај, како што кажавме, ќе има голема емоција, енергија, порака и се надевам, не се надевам, него сигурен сум дека ќе се представиме во најдобро светло и секој еден македонец ќе го направиме горд кога ќе ја гледа Ана и ќе ја слуша на таа сцена и се надевам дека песната вака ќе се слуша уште долго и ќе остави најдобар впечаток што може. Ана, како го замислуваш твојот сценски настап на големата сцена во Малта? Па го замислувам позади со танчери, така необично, да речам уникатно, така нешто, да не е обично, затоа што песната е навистина прекрасна. Имаме и во тој дел време, допрва ја чека Ана работа и смислување на самиот сценски настап и како тоа ќе изгледа, снимање на видео спот во меѓувреме, така да летово ја чека и како работа. Да, летниот распуст ќе си го помини работно. Да. Николче, која е вашата желба за Ана на големата сцена во Валета во Малта? Посакувам да се представи во најдобро светло, онака како што си е таа, како што знае да испее. И посакувам успех и вака ова да биде еден почеток на една голема кариера која ќе и предстои. Ана, што би им порачала на оние што ќе те поддржуваат и кои ќе навиваат за тебе? Дека ќе се потрудам Македонија да ја представам во најдобро светло и со цела енергија. Да го очекуваат тоа. Кога ќе се качиш на евровизиската сцена, што најмногу ќе сакаш да ја покажеш на Европа? Па најпрво сакав да го истакнам својот глас, да има некако високи тонови. Така, високите тонови и да им покажеме дека Македонија вистина може, има таленти. Така, и убава музика. Да. Убава музика. Николче, која порака ја испраќате до нашата публика и до публиката во странство? До нашата публика секогаш јас кога зборувам испраќам порака да ја поддржуваат, да си ја сакаме, да си ја поддржуваме пред се македонската музика, затоа што си е наша и се гордееме со тоа. Се гордееме и секаде каде што одиме надвор и кога ја слушаат нашата музика, нели, кога не се воодушевуваат другите, нели, на нашата музика, така да тоа е секогаш мојата порака
пред се да си го почитуваме своето, да поддржуваме, да изразиме голема поддршка за Ана, затоа што навистина е потребна најголема поддршка од јавноста, од медиумите, од публиката, од незините врсници и така натаму, и те како ќе изначи, и се надевам дека ќе има од секој максимална поддршка. Ви посакувам среќа во октомври во Малта. Благодариме. Благодарам вам што бевте дел од Централниот дневник на јавниот сервис. Ана Стојановска и Никол Чемицевски ќе бидат дел од македонската евровизиска приказна на јуниорскиот Евросонг 2026, кој ќе се одржи на 24 октомври во Валета, Малта. На Ана и посакуваме успешни подготовки, силен настап и многу поддршка од македонската публика. Повеќе детали за песната и за официјалното представување ќе бидат објавени наскоро од страна на Македонската радио телевизија. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте, повестите од спортот, погледнете емисијата која МТВ ја подготви од аудицијата за јуниорскиот Евросонг. Останете со јавниот сервис, пријатно.